Почитувани, оваа емисија на Агенда 35 ја посветуваме на состојбите внатре во Европската Унија. Драмата околу одлуката за датумот за преговори за Македонија откри големо отсуство на консензус помеѓу лидерите на земјите членки за едно од клучните прашања, какви што е проширувањето. Тука во Брисел разговараме со европратеници и експерти кои ги познаваат натрешните прилики и објаснуваат на што се должи оваа европска разединетост. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате зошто за Македонија полноправното членство во Европската Унија нема алтернатива. За власта пораката од Брисел е примена. Се обврзуваат на реформи, но бараат и вклучување во новата методологија. За предизвиците на европската економија и за можните влијанија врз македонската разговараме со гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Следете на. Ништо друго освен полноправно членство во Европската Унија. Со овој став излегоа обединети македонските политички партии од лидерската средба што шефот на државата Стево Пендаровски ја свика веднаш по недобивањето на датум за почеток на преговори. Ваквиот став на државниот врв и на сите политички структури го потенцираше и лично премиерот Зоран Заев, велејќи дека нашето место е во Европската Унија и нема да прифатиме никакви понуди за договори за некакви пактови или економски сојузи. Но токму идеите за некаков тип на привилегирано партнерство, наместо членство во ЕУ, се актуелни неделава низ неколку европски центри, како реакција на ставот на францускиот председател Емануел Макрон, дека земјите од Западен Балкан не нужно мора да завршат како дел од европското семејство. Неколку вакви идеи произлегоа веднаш како одговор на ставот на Макрон, а некои постојат од поодамна, например како онаа на германскиот експерт Гералд Кнаус од Европската иницијатива за стабилност, кој понуди малку поинаква опција која би ја дала предност на економската пред политичката интеграција, членство во Европската економска зона. Кнаус ги отфрла предлозите за здружување од Б категорија, како што е привилегираното партнерство. Ваквите предлози ќе предизвикаат контраефект и нема да го зголемат влијанието на ЕУ, вели тој, додавајќи дека ниту продолжување со преговори во актуелната ситуација ќе биде многу ветувачки. Тој проценува дека со ставот на Макрон е ставен крај на политиката на неизбежно проширување. Но во исто време, исклучувањето на натамошно проширување по сите ветувања кои ги даде Европскиот совет ќе биде еднакво лошо. Потребен е процес кој нема да биде замена за членството, но ќе биде поинаков. Процес кој ќе го одржи влијанието на ЕУ, а во исто време ќе биде атрактивен и кредибилен за балканската јавност и за лидерите. Процес кој ветува корист не во далечна иднина, туку веднаш од самиот почеток. Таков процес според Кнаус веќе постои, а тоа е Европската економска зона. Таа стапи во сила во јануари 1994 година, со цел да креира хомогена европска економска област, како организација што се базира врз 4 слободи: слободно движење на капитал, луѓе, услуги и стоки. А кон нив се надоврзуваат и конкурентност, државна помош, заштита на потрошувачи, животна средина, статистика и други области. Во оваа организација има и две северноевропски земји, покрај членките на ЕУ, Норвешка и Исланд, а Кнаус ги смета за пример како би можели балканските земји да ги развиваат своите односи со ЕУ. Конкретно идејата на Кнаус е дека ЕУ треба да им понуди на сите 6 земји од Западниот Балкан влез во заедничкиот пазар, а потоа радикално да реформира методологијата за проверка на напредокот. Тоа според него не е крај на ветувањето за членство, туку всушност негово забрзување. Сепак, кај македонскиот политички врв, ваквите идеи и кога се добронамерни, се ценат како прилично опасни, во услови кога токму европските интеграции мора да бидат топ приоритет, особено ако се има предвид се поголемиот притисок што особено врз Франција се врши од страна на останатите земји членки, но и од Европскиот парламент кој усвои резолуцијата со која што бара итен почеток на преговори. Екипата на Агенда 35 во Брисел имаше можност да разговара со битни играчи на европската политичка сцена и со европратеници, и тие се сите обединети во ставот дека наместо алтернативи и споредни патишта, Македонија мора да притисне уште посилно за да ги отвори европските врати. Европратеничката од редовите на социјалистите, Кати Пири, ги објаснува состојбите во самата Европска Унија, кои што практички доведоа до француското вето. Well, the first problem, of course, always is that on any foreign policy decision, including enlargement, you need unanimity. And with such a big European Union, with such different type of leaders, it's difficult to find unanimity on any topic. The other thing is, just look at the agenda, what was on the table for the EU leaders. It's climate change, it's a future budget, it's Brexit, plus enlargement. So
These are all topics which are very divisive inside the European Union. And I think on top of that, you have a kind of power play going on. The Brits are leaving. Who is the big leader of Europe? Merkel has already said she's going to step down. She won't participate in the next election. And Macron is trying to be Mr. Europe. Well, he's losing some of these fights. You saw it here in the European Parliament. His candidate for commissioner, Mrs. Goulard, was not accepted. So it's also an ego thing, I think, of Mr. Macron. И Пири смета дека Макрон ја загрози политиката на проширувањето, но и целокупното постоење на мерит базираниот систем на одлучување, што може да биде опасно и за земјите од Западен Балкан и за самата Унија. Well, look, I believe that the process should be merit-based with clear deliverables. And this is also the message that the European Parliament, the European Commission were sending to the citizens of North Macedonia. If you do these tough reforms, we will give you green light. So let there be no doubt about it. That was always the position of the European Parliament, of the Social Democrats, also both in the Council, Commission and in the Parliament. On the other hand, what we see is that some people are trying to make this a political process, trying to make a point. We know France wants different reforms inside the European Union, and they say until we don't have a green light from all of you about those internal reforms, we're not going to give a green light on enlargement. So this is, unfortunately, we are losing the merit-based process. I mean, no one will understand it. North Macedonia, for 10 years, has been given green light by the European Commission and the European Parliament for starting accession talks. So this mess now in the Council, it shows that it's not about whether the country did or not do reforms, it's about many other things. And this is not fair, and this is really losing Europe's credibility as a standing, as an actor in the world. Францускиот председател Емануел Макрон јавно порача дека планира посета и на Скопје и на Тирана, во рамките на кое што би се отвориле овие теми, можностите за идниот развој на интеграциите и новата методологија. Амбасадорот на Франција во земјава пак Тимоние на својата пресконференција кажа дека најавата за посетата на Макрон била пред да биде соопштена одлуката за избори и дека со оглед на предизборието не е сигурно дали истата ќе се реализира. Во секој случај, ставот на македонската држава останува, инсистирање на реализација членството во ЕУ да биде стратешка цел без други алтернативи. Ревизијата на методологијата за проширувањето на Европската Унија, на што инсистира францускиот председател Емануел Макрон, пред да й се даде датум на земјава за преговори, е процес кој треба да го следиме будно и дебата во која треба активно да се вклучиме. Ова, според Симонида Кацарска од Институтот за европска политика, треба да биде само една од пругите по која треба да се движиме до следниот самит во мај во Загреб, со цел да покажеме дека сме сериозни во напорите за пристапување во Унијата. Иако премиерот Зоран Заев и владините представници сугерираат дека двете состојби, почетокот на преговорите и почетокот на промената во начинот на пристапување во ЕУ, може да течат паралелно, ние на ова прашање треба да гледаме подеднакво сериозно, како и на другите домашни реформски задачи. Мислам дека исто така ќе биде многу важно нашиот случај да го гледаме низ дискусиите за новата методологија. Ние сепак сме земја која што ги започна овие процеси многу рано, која што е релативно усогласена како Србија и Црна Гора без преговори и имаме тука аргументи кои што можеме да ги искористиме во поголемата дебата во однос на тоа каде треба да оди методологијата за проширувањето, доколку проширувањето се уште е заедничка цел и од страна на ЕУ. Несомнено е дека капацитетот за учество во вакви дискусии во Европа подобро се гради доколку сме во преговори, вели Кацарска, но тоа не треба да значи дека земјава треба да биде надвор од тој процес. Капацитетот се постигнува и преку директни и засилени дипломатски контакти со земјите членки, пред се со Франција. Сметам дека постои во следниот период ќе постојат консултации помеѓу земјите членки. Тука пред се повторно треба да се гледа и Франција, меѓутоа Германија, Холандија, бидејќи тоа се Германија и Холандија се всушност двете земји кои што најмногу имаат досега интерес покажано во однос на суштината на методологијата на проширувањето. Веројатно треба да се фокусираме на соработка со овие земји, на наше присуство во овие три главни града, како и во Данска, како една од земјите која што е на истата линија со Холандија, иако не е толку внесена во методологијата на проширувањето, и да бидеме колку што е можно поприсутни во Брисел со европските институции, за да видиме во која насока тоа ќе се движи. Сепак,
мораме да го држиме балансот со земјите членки. Мислам дека ние како и едно искуство од претходното проширување, земјите членки премногу става доверба, односно премногу се ослонуваа на проценките на Европската комисија, која што тогаш беше клучен актер и која што релативно земјите членки ја следа. Во ова проширување во изминатите дури можеби и 10 години, земјите членки изразуваат скептичност во однос на проценките на Европската комисија, поради што значи ни укажува, нам треба да ни биде сигнал дека мораме повеќе да работиме со земјите членки. На другиот паралелен колосек, земјава треба да работи на довршување на реформската агенда, возењето по повеќе пруги истовремено, особено во време на најавени предвремени парламентарни избори, во минатото се покажа како неуспешно. Владата е свесна дека не постојат брзи решенија, но сигурна е во задржувањето на единствениот курс, а тоа е оној на европската иднина. Пораката е примена, вели техничкиот преговарач со ЕУ, и владата веќе интензивно работи на зајакнување на своите позиции, пред се меѓу земјите членки. Тоа се однесува и на напредокот на државата, но и на новата методологија. Веќе има интензивни контакти и со француските власти, и со холандските, и со сите останати, и нашата цел е да ги убедиме дека сакаме заедно со нив и заедно со Европската комисија, бидејќи таа е институцијата која што ги води преговорите и на крај таа ќе треба да направи некаков конкретен предлог. Меѓутоа ние сме отворени и таа порака ја праќаме за разгледување на идеи како да се зајакне процесот на преговори, како да стане поефикасен и како да се осигураат државите членки дека нема да биде неповратен, односно дека тогаш кога има назадување во некоја држава, тоа ќе се одрази и на преговорите. Тоа и нам ни одговара, затоа што ќе бидеме помотивирани повеќе да работиме, така што во таа смисла сме на иста страна. Она што за нас е битно паралелно да течат процесите, односно да почнат преговорите формално и да се одвива тоа по нова методологија. Стоиме на располагање и веруваме дека во наредните денови и месеци ќе се работи интензивно на развој на оваа нова методологија. Одлуката не зависи од нас и затоа е тешко и да се прогнозира и да се предвидува. Меѓутоа за нас е час поскоро во интерес на граѓаните и на регионот, час поскоро се донесе таа. Од добивањето на кандидатскиот статус досега се променија неколку методологии за пристапување во Унијата. Што ќе биде важно за земјава и како можеме да се вклучиме во овој процес? За нас е важно тој процес да се одвива суштински, значи да не биде бирократски и технички, туку да суштински да ги гледа политиките и како тие се спроведуваат тука, да биде близок до граѓаните, да биде проследен со повеќе пари, значи да има повеќе пари за реформи и за прилагодување на ЕУ во текот на преговорите. Впрочем, тоа е и идеја и на некои држави членки да се отворат фондовите пред да големите фондови пред да стане државата членка, уште додека е кандидат. Значи да бидат преговорите суштински, ефикасни и да бидат последени со повеќе пари и секако конечната цел да биде членство во ЕУ. Тоа се приоритетите за нас и тоа ние го објаснуваме на секаде каде што можеме и убедени сме дека истото го кажуваат и другите држави кандидатки и кои што преговараат и кои што се уште не почнале. И доколку така остане, верувам дека ќе го имаат тоа пред при креирањето на новата методологија. Маричик вели дека од скрининг процесот, подготвителната фаза за преговори, во која имаме поминато 32 поглавја, се наметнале многу приоритети на кои земјава треба да работи. Сепак, во следниот период владата ќе се фокусира на владењето на правото преку усвојување на законот за јавно обвинителство и воведување на контролните механизми преку зацврстување на улогата на Државниот завод за ревизија, антикорупцијската комисија, пакетот на медиумски закони. Тоа со економските мерки на владата, според Маричик, ќе бидат насоките по кои ќе се работи до изборите. Граѓанскиот сектор пак препорачува фокус на најважните реформски закони и постигнување на нивна одржливост. Повеќето европски земји се уште прикажуваат позитивни стапки на економски раст, но оптимизмот од порано веќе го надвладува песимизам. Или како што илустрираат одредени економисти, сончевото време во економијата многу брзо ќе се промени и ќе стане баш вакво какво што е денеска во Брисел. Дека доаѓаат темни облаци во економијата покажуваат повеќе индикатори. Една најнова анкета спроведена помеѓу 12.000 компании од 29 европски земји покажува дека повеќе од половина од нив очекуваат дека рецесијата неминовно ќе се случи во нивната земја во следните 3 години. При тоа има голема разлика меѓу различни земји, па така највисок е процентот на песимизам во бизнис секторот во Грција, и тоа 93%, Италија со 84% и Португалија со 82% од фирмите.
Од друга страна, најмногу оптимизам има кај австриските компании, односно само 23% од анкетираните стравуваат од нова рецесија. Потоа следува Германија со 31% и Данска со 35%. Други сигнали за нова рецесија се голем број индикатори во индустрискиот сектор кои покажаа изразена глобална слабост. Во САД, на пример, индустрискиот индекс во септември падна на 47,8 поени, што е најниско ниво од јуни 2009 година, додека индикаторот за нарачки за извоз падна на 41 поен, исто така најниско ниво во последните 10 години. Во Европа, индустрискиот индекс падна на 45,7 поени минатиот месец, што е најниско ниво од октомври 2012 година, а падот беше особено изразен во Германија. Дека на глобалната економија е потребен посебен третман, заклучија и министрите за финансии и гувернерите на централните банки ширум светот на годишните средби на ММФ и Светската банка во Вашингтон. За предизвиците на кои што предупредуваат овие меѓународни финансиски институции, разговаравме со гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска, која што неодамна се врати од Вашингтон. Таа вели дека забавувањето на глобалниот раст на 3% годинава според проценките на ММФ било една од главните теми. Факторите кои што придонесуваат за тоа се бројни, значи се работи за цел спектар на фактори, меѓутоа она што најчесто се дискутира и се апострофира како еден од клучните фактори кои што придонесуваат за ова забавување на растот е токму трговските тензии, значи, и сите оние пропратни ефекти кои што произлегуваат од овие трговски бариери. Знаеме дека трговските тензии започнаа поизразено да се чувствуваат на почетокот на 2018 година, а потоа понатаму тие се интензивира. Во голема мера тие беа концентрирани на релација со Соединените Американски држави и кинеската економија. Кои се ефектите од трговските тензии? Преку кој е каналот преку кој што влијаат тие на економијата? Во основа, трговските тензии негативно се одразуваат на деловниот сентимент. Неповолниот деловен сентимент во основа значи исколемена неизвестност, намалена побарувачка, помали инвестиции. Ако има помали инвестиции, тоа значи помало вложување во капитални добра, помало производство, помала преработувачка индустрија и на крајот сето тоа резултира и во помали, поспори трговски текови. Впрочем, тој може да се види јасно преку статистиката на трговските текови дека во последниве години, за разлика од предкризниот период кога бевме сведоци на голем раст на трговијата, во последниве години се забележува позначено забавување на трговијата. Дека глобалната трговија ќе забави на само 1,2%, предупреди и Светската трговска организација, главно поради трговскиот спор меѓу САД и Кина. А постојат силни докази дека забавувањето на трговијата неминовно води кон послаб економски раст. Но глобалните тензии силно се чувствуваат и во Европа, па така економскиот раст на стариот континент годинава се очекува да достигне најмногу до 1,5%. Кои се најголемите ризици што ги чувствува Европа во вакво глобално окружување? Секако европската економија не е изолирана од глобалните случувања. Ефектите кои што може да ги почувствува се и преку директни канали, но и преку индиректни канали. Индиректни канали се всушност последиците од трговската војна меѓу Соединетите Американски држави и кинеската економија, а директните канали се всушност воведување на директни трговски бариери од страна на Соединетите Американски држави врз Европската унија. Сега за сега, како што испоменав, во најголема мера трговските бариери се на релација САД и Кина. Меѓутоа, еве, почна сега скоро беа воведени некои трговски бариери, пред се во сегментот на земјоделските производи во рамки на Европската унија. Има и закани за воведување на трговски бариери во делот на автомобилската индустрија. Така да, секако, се ова не е за подценување, треба сериозно внимание. Не случајно и најголемите или централните банки на најголемите економии во светот, САД и Европската централна банка, впрочем, и го менуваат курсот на монетарната политика, свесни за ризиците со кои што се соочува нивната економија, а во услови на се уште ниска инфлација и под нивните очекувања, значи тие гледаат простор да помогнат за да ги ублажат евентуалните неповолни ефекти од ова глобално случување преку продолжување со курсот на релаксирачка монетарна политика. Гувернерката вели дека олабавувањето на монетарната политика во еврозоната оди во насока на натамошно намалување на основната камата, но и вбризгување на свежи пари во економијата по околу 20 милиарди евра секој месец, почнувајќи од следниот. За можните влијанија врз македонската економија и потезите на Народната банка, гувернерката вели:
Се разбира, ние како Централна банка на редовна основа ги следиме случувањата во глобалната економија, особено европската и германската економија, кон која што пак особено сме изложени со оглед на високиот степен на вклученост во синџирот на производство, германскиот синџир на производство, а по дефиниција тоа значи и посилни врски, но од друга страна и повисока ранливост на нашата економија. Сега податоците од надворешната трговија, па дури и податоците од националните сметки, значи што се случува со реалниот извоз, не гледаме некои повидливи ефекти, но се разбира, треба да бидеме внимателни, бидејќи шоковите вообичаено се пренесуваат со одредено временско задоцнување. Иако засега домашната статистика не покажува негативни знаци, нови ризици за економијата според Народната банка се забавувањето на евроинтеграциите и распишувањето предвремени парламентарни избори. Генерално, секако дека овој нов контекст со кој што ние се соочуваме може, особено на краток рок, да се одрази на очекувањата на економските агенти. Секако на што треба да ставиме фокус е јасно продолжување со структурните реформи, бидејќи тие се тие кои што на долг рок го зголемуваат потенцијалот на растот и по пребродување на овој период ќе ни овозможи да имаме доволен капацитет за да растеме со повисоки стапки на раст, кои што секако ни се неопходни. Сепак, проекцијата на Народната банка за економскиот раст годинава засега останува 3,5%, бидејќи како што објаснува гувернерката, оваа прогноза не го вклучувала евентуалниот исход од самитот во Брисел. Објавувањето на профитот на мултинационалните компании и данокот кој го плаќаат во секоја држава беше тема на дебата на пленарна седница во Европскиот парламент минатата недела. Европарламентарците донесоа резолуција со која ги повикуваат државите членки на ЕУ да се договорат околу нацрт правилата и инсистираат на тоа дека право на јавноста е да добиваат информации за профитот и одоначувањето на мултинационалните компании. Често овие многу големи компании не плаќаат доволно данок, создаваат измислени конструкции за да би го намалиле даночното оптоварување. Компаниите се должни јасно да им кажат на граѓаните каде и колку данок платиле. Истакна за време на седницата европратеничката Евелин Регнер. Недостатокот на транспарентност за данокот кој го плаќаат мултинационалните компании е на штета на малите и средни претпријатија, кои им се конкуренти на пазаров, истакнуваат европратениците. Со нацрт правилата се планира да се разјасни прашањето за одбегнување на плаќање данок. Но дилемата кој треба да реши по ова прашање, Европскиот совет, Комисијата или пак Европскиот парламент, го остава предлогот за даночна транспарентност и после 3 години се уште не усвои. Широк консензус помеѓу граѓаните на Европската Унија во поглед на важноста на меѓународната соработка и развој покажува овогодинешното истражување на Евробарометар за развојната соработка на ЕУ. Скоро 90% од граѓаните на ЕУ сметаат дека развојната соработка е важна форма на поддршка на граѓаните на државите во развој. Тоа го покажува и трендот кој се забележува последните години, според кој развојната соработка е една од политиките на ЕУ на кој се гледа најпозитивно. Граѓаните ја поддржуваат ЕУ во настојувањата да се зголемат приватните инвестиции во развојна соработка, односно 3/4 од нив сметаат дека приватниот сектор треба да има поголема улога во меѓународниот развој. За повеќе од 70% од граѓаните на ЕУ, доделувањето финансиска помош е добар начин да се намали незаконската миграција и нееднаквоста во земјите во развој, но и да се зајакне влијанието на ЕУ во светот. Околу 180.000 преведувачи и толкувачи имало во Европската Унија во 2018 година, што е еднакво на 0,1% од вкупно вработените лица во ЕУ, покажуваат податоците на Евростат. Држави членки на ЕУ со најголем удел на преведувачи и толкувачи во вкупниот број на вработени се Чешка, Естонија, Словачка, Финска и Шведска, сите со по 0,2% од вкупно вработените. Помеѓу државите членки, а во однос на вкупниот број на вработени преведувачи и толкувачи во ЕУ, како целина, најголем удел има Германија и тоа 18%, потоа Велика Британија со 11%, Шпанија, Франција и Полска секоја со по 9%. Во овие 5 држави на ЕУ вкупно работат повеќе од половина од сите преведувачи и толкувачи во Европската Унија, односно 56%. Инаку платата на преведувачи во Европската Унија се движи во просек од 2300 евра месечно за ново вработени, до приближно 16.000 евра месечно за врвни преведувачи чии плати се поврзани со Обединетите нации. Од 80 до 95% од целиот пластичен отпад што плови во океаните и морињата доаѓа од реките.
Во првиот метар под површината на водата во реките плива повеќе од 98% од пластичниот отпад. Ова било мотивација за една фондација и една приватна компанија од автомобилскиот сектор, заедно со пристанишните власти во Брисел, за заеднички проект за пасивна стапица, односно колектор за собирање на пластичен отпад, а со цел подигање на свесноста за прашањето на пластичниот отпад. Колекторот, за да функционира, не користи никаква енергија, а изработен е воглавно од рециклирана пластика, што го прави издржлив и производ за повеќекратна употреба. Промената на временските услови, како насоката на ветерот или водените струи, немаат негативно влијание, а системот е доволно цврст и моќен да се спротистави на сложените услови во пристаништата. Колекторот за собирање на пластичниот отпад е така дизајниран да го насочува отпадот што плива во водата, а специјални уреди го задржуваат и спречуваат да оди во отворено море преку канали. Пасивната стапица за отпад, односно колекторот, кој е поставен во пристанишниот слив на Брисел, 2 пати неделно се празни и просечната количина на отпад која се собира месечно изнесува 1,5 кубен метар пластичен отпад. Собраниот пластичен отпад се рециклира, а потоа со помош на 3D принтер од него се изработуваат клупи за седење. Следната недела се гледаме со друга тема од евроинтеграцијските процеси на истата фреквенција, Македонската радиотелевизија. Ако не пропуштите тука, следете на социјалните мрежи на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили. Се гледаме!